ноќта тивка, радио пела, љубов секогаш жива. Кога сакаш слушај гласно, кога слушаш уживај јасно. Со радио пела, денот е свет, радио за сите, со секој аспект. Почитувани, имам чест да ви ги представам тројца гости кои што се надевам дека ќе го привлечат вашето внимание. Тројца гости кои што за нас, за Прилепно и за цела Македонија значат многу. Зошто? Заради тоа што се работи за една добротворна организација, Hand till Hand од Шведска. Марија е надалеку позната, Марија Русенгрин е нејзиниот сопруг Томас, кој што вчера добија признание, 3 ноемвриска награда, за она што го имаат како залагање за помошта што ја даваат несебично на Македонија, да помогнат во однос на образовниот систем, да помогнат во однос на социјалниот и здравствениот систем во Македонија. За се она што тие досега имаат направено. Ние ќе разговараме во студиото со нив, а тука со мене е и мојот драг пријател Пајо Јанески од шпедиција ВАП 97, кој што е еден вид на десна рака, бидејќи она што тие го донираа од Шведска, навистина треба да се најде начин што побрзо да дојде во Македонија. Ви посакувам добре дојде во Радио Пела. Ви благодариме. Ние со задоволство дојдовме денеска и ви благодариме и вас за се што имате сторено, вашите следења и вашиот начин кон нас и кон тоа што треба да се реализира е вистина од големо значење за нас, преди тоа што вие ни давате нас поголем елан да работиме и да создаваме повеќе за Македонија општо и за таму кај што има потреба во Прилеп и надвор. Точно така е, да. Предпоставувам дека вие работите во цел свет со вашата хуманитарна организација, невладина организација која што функционира во Шведска. Кажете ни нешто повеќе за организацијата. Нашата организација работи идеално. Ние немаме никого што е запослен кај нас што работи за плата. Ние работиме на тој начин што луѓе што сакат стварно да поможат надвор од Шведска, самите се јавуваат и знаат дека ние работиме многу сериозно, ги следиме нашите донации и сакаме секој ден да дојде и да види што имаме реализирано во Македонија. Така да сите што имат поможено досега со средства или со други донации, ги каниме идат овде во Македонија или во тоа место кај што сме изведиле на донација, да видат на лице место каде се работите, кој ги има примено и за што се употребуваат. Јас би го запрашала и вашиот сопруг, Томас, кој што е швеđанец. Да. Вие сте македонка по потекло, битолчанка, но вие сте швеđанец. Но знаете македонски? Да, јас знам македонски, да. Кај нас велат во Македонија, од каде ти е жената, таму ти е срцето. Дали е така? Вистина, јас мислам така и не само за Македонија, мислам за цел свет е така. Како се привикнувате на Македонија, бидејќи често ве има тука, во Прилеп, во Битола и во други градови низ Македонија, како ја доживувате Македонија? Што значи за вас? Македонија е за мене и за фамилијата наша е многу важно. Јас прв пат дојди во Македонија 77 година и многу години и многу деси во стара Југославија, после дојде Македонија и сега е нова Македонија и многу е за нас. Со самото тоа што сакате да помагате, предпоставувам дека значи многу и ќе продолжите и понатаму. Да, апсолутно. И тогаш најголема за еден човек е вистина да може да поможе, да дава нешто без да врати нешто и така правиме и јас мисламе ќе правиме за не со ставно, ме со понатаму. И понатаму, да. Мојот школски пријател и другар Пајо, знаеме дека сте многу ангажиран, особено во делот на она што треба како опрема да се донесе од Шведска, а можеби и од други држави. Вашата фирма практично експедитивно го прави тоа. Зошто е важно да се знае кои се начините, бидејќи вие внесувате тука во Македонија
опрема која што е и медицинска, и здравствена, и едукативна, би рекла, што се она им помагате за еве она што тие го имаат замислено да се оствари тука кај нас? Па нивната роба што ја донират е малку специфична, затоа што треба да се добијат одобрение од одредени министерства. Од труд и социјала, од Министерство за здравство, од здравство, од образование. Така да таја ни праќа листа и ние треба претходно да ги спремиме работите, да ги спремиме документите и да ги побараме сите дозволи што ги имаме во нашава држава и да се среди транспорт, и тој треба да биде специјален, затоа што е медицинска опрема. Минатата опрема беше за Старскиот дом и таму имаше помагала, здравствени, така да сето е специфично, подлежи кај нас на царина на многу одобренија од санитарна инспекција, од дирекција за храна и така натаму. Ама ние имаме во Прилеп посебно и за пофалба се царина Прилеп, затоа што кога ќе наидат на проблеми тие во одредени царинарници, ние сета роба ја префрливме да ја цариниме во Прилеп, така да ги поздравувам испостава Прилеп, сите цариници и сите служби што ни помагаат за да ги олесниме сите процедури. Така. Беше спомената во една од средбите на која што сме присуствувале при донирањето на опремата, дека досега во Македонија сте донирале опрема во вредност од околу 700.000 евра. Можете ли вака специфично да ни кажете зашто поконкретно стануваше збор за каква опрема, бидејќи еве Пајо напомена дека станува збор за некои апарати ли беа или опрема за припомош на старите лица во училишта? Ајде поконкретно кажете ни. 700.000 евра беше исклучиво за Прилеп. Така. 680.000 до 700.000 евра, исклучиво за Прилеп, за во болницата. Имавме донации за во домо за стари лица и имавме донации сега во стоматолошки оделења за децата, за младата популација, за столови, за стоматолошки стол за преглед, така. Точно така. Така да само за во Прилеп таја е, а иначе имаме за цела Македонија по субата е околу 7 милиони евра. 7 милиони евра, отприлика ради тоа што ние работиме и сме работеле за во Охрид, како што спомнав, Струга, Ресен, имаме донирано големи, значи донации, Штип, исто така можам да речам Кочани, Каменица, во Делчево имаме, така ни цела Македонија имаме донирано многу во болниците, а исто така и поединци во социјално загрозени семејства. Битола не ја спомнав, така да. Така. Да. Значи во многу градови низ Македонија и различен вид на опрема, да кажеме дали станува збор за веќе користена опрема или пак има и нова опрема во неа? Да, има, значи користена опрема има отприлика, можам да речам 70% е користена опрема, а во некои случаеви имаме нова опрема 30%. И зависи за каде. Например, за децата со попреченост, таму имаме исклучиво нова опрема, донирано, ради тоа што потребата е друга. Во болници, апарати кај што во Шведска, веќе во Скандинавија не се, тие имаат нивни датуми, што треба да ги предпазат. И мај опремата, да речеме, била да се смени. Да, во потреба 10 години, има трајност 15 или 18 години, тогаш тие ги дават како донации надвор од Шведска. Так. Сега, нови опреми, моментално,
сите овие процедури сега што беа актуелни, да речеме пред 2 години, тие се прекинати сега ради тоа што Шведска има донесено нови законски прописи. Тие не смеат повеќе апарати во болниците да ги вадат да ги вадат надвор од Шведска. Тие ги пуштат да се сега значи ги Да се донираш. не како се вика Да се расходуваат? Да се расходуваат, благодарам, да. Така да таа можност е веќе прекината во Шведска. Да. И дојде проблемот беше не за тука, ме цел свет. Однесам работите и да речеме сега во некој место нема персонал или доктори да знаеш како треба да работи со стари машини. Овие не стари, како Марија рече, од 5 за 9 години и секој пат е работен, може да работи 20 години. Ова малце да речеме 20 години. Ме сега овие фирмите да продават такви и сега дават на лизинг на болниците и се 5 години, 7 години и после овие вратат. Овие фирмите има страв да дојдат апаратот, да дојдат во некој државата да деси нешто. И сите ќе рече, ова беше од апаратот. Тоа е причината. Да. Така. И тоа ние го поштоваме ради тоа што и за нас е подобро, ради тоа што сите царински процедури, ќе се навратам овде кај Пајо, што треба да се поминат, треба да имаме исто така стручни лица во министерствата, што знае кој апарат како треба да се третира и да ни дадат дозвола дека имаме ние стручни лица во болницата што можат да продолжат со апаратите. Так. А кај нас тие процедури се малце потешки и за сигурност на сите, прво ќе речам за пациентите, за лекарот што ќе работи или стручните лица што ќе работат со апаратите, исто и за нас како хуманитарна организација. Ние последните донации што ги имаме изведено, во болницата тука во Прилеп, во болницата во Битола, имавме соработка со компанија од Македонија и во нашиот договор што го имаме склучено кога ги набавивме апаратите, имаме услов поставено. Тие апарати мора да се под контрола, под надзор, а исто така обуки да се вршат на тие што ќе работат со апаратите, така да при секое примање на апаратите сега, како што во овој период, мора сите да се обучат. И то компанијата од кај што ги правиме набавките, тие во нашиот тој им услов и менив. И апаратите мора 10 години, имаме договор со болниците, 10 години мора да бидат приврзани за болницата. Со специјален код, лозинка, да се знае дека таму треба да се употребува. Така да се осеќаме вистина многу попријатно сега него порано кој ќе дојде, ами апаратот не чини или апаратот не знаеме како се работи или ами дојсовте толку многу донации, ама не знаеме, немаме ресурси тука и така да ќе се средат работите, али пополека. Пополека, сигурно. Да. Вие одите низ Македонија и низ светот, како што рековте и сами, не е само Македонија во вашиот план за помош, но за Македонија ме интересира кои се потребите до сега, дали еве на некој начин сте ги подмириле, можеби е груб зборот што ќе го употребам, но дали има и други потреби за кои што дошле до вас апели дека им треба одредена апаратура или одредена опрема на кои што во моментов работите? Искрено да ви кажам, овде имаме малце проблеми со тој дел за да направиме една анализа точно кои се потребите во градовите, ради што промените со овие сите избори што ги имаме на локално, законски, на локално и државно ниво, прават многу подместување. И вистина,
нас ни поставува, ни причинува проблем да можеме во детајли да видиме кој приоритет е, да имаме едно ниво, која приоритетна, значи, што е најприоритет во градовите. А има многу луѓе што се јавуваат кај нас, што бараат помош, значи има многу луѓе. Значи, македонци што работат во Скандинавија се јавуваат и прашуваат дали може да поможеме, а исто така македонци од Македонија што живеат тука и немаат можност од социјална гледна точка да реализират или да набават некоја помагалка за некој што има пречки во секојдневието. Колку години постои невладината организација и како дојдовте до идеја да започнете со оваа работа? 2013 отпочнавме, 2012 бевме дојдени само на една посета тука, преко имавме со црковната општина во Малме. Не има е повикано да дојдеме и да видиме ке се правеше иконостас во Малме. И тогаш ги видовме ѓубриштата во Македонија по патиштата, а јас имавме ние работено во Македонија со, поточно извинете, во Шведска, со ресайклинг, значи рециклирање и ние кога ги видовме овие проблемите, тогаш сопруго мој рече дај да направиме еден проект. И по тој пат имавме колеги од Шведска што сакаја да донират тоа што ќе го работевме и 6 месеци работевме со еден проект и за жал ништо не бидна од него ради тоа што проектот го имавме дајно во во делегацијата на Европска унија и загина. Го снема. Така да тоа беше нашето прво искуство во Македонија, ама ние не се предадовме, поточно мора да кажам, Тумас беше упорен да продолжиме. Кога ги правевме анализите, бевме во контакт со многу училишта и намената наша беше, значи уште 2012 да направиме анализа и да видиме на кој начин можеме енергетски да ги снабдиме училиштата во општините. Имавме контакт со СИСАВ, голема енергетска бизнис компанија во Шведска, што се понудија да ни донират бренливи печки, за да можеме да се бери ѓубрето, што е горливо, од домакинствата, родителите да ги пуштат кај дечината во училиштата, и на тој начин да имаме топла вода или да имаме огрев децата да имат во училиште. Имаше практично од отпадот што е во домаќинствата да може да се загрева училиштето. Точно така. И тој проект не можевме да го реализираме. Тогаш беше, не се сеќавам како беше. Не, проблемот беше тогаш беше исто така дојде ќе барат дојдов. Не, прво процедурите ме сменат градоначалници, така беше и фаќаат време и не може ништо да правиме ама тој беше во склоп на ова што ви кажам со ресайклинг и тогаш ги дадовме тие проекти и тој беше отприлика за 3 милиони евра. Ама значи таа беше процедура и кога го ја правевме таа анализа, тогаш Тумас беше во контактот и тој ја прави податоци се земваше, беше во контакт со училиштата во Битола и во Ѓорги Сугарев, училиштата имаше повеќе деца што имаја, значи што идат од социјална загрозена гледна точка и тогаш почнавме со давање на исхрана на 560 деца, секој ден дававме храна. Со донации правевме проекти во Шведска, баравме од фондации средства, така да... И така се почна. И така се почна и до ден денеска работиме, значи, сериозно со во Шведска, како што спомнав во почеток овде, сакаме тие што имат донирано средства швеѓани да дојдат да видат. Лани имавме голема делегација од Шведска,
од многу невладени организации, фондации што помагаат за во Македонија со средства да видат што Да се имаме. уверат дека имате Да. сработено и што имате. Ма тоа е наша гордост, да Така. кажеме дека видите што имаме ние направено. Така да на тој начин ние работиме во Македонија. Па ја ќе те запрашам во однос на процедурите. Многу често се спомнува дека тоа е една од пречките што еве кај нас не стигнуваат донации или пак некаква помош или некакви услуги за да може работата да се заврши што поскоро. Јас само ќе спомнам кога рековте рециклирање, кога станува збор за рециклирање и за справување со отпад, прв е Прилеп е прв во Македонија, но еве се уште се бориме со тие процедури да се изгради фабриката за рециклирање и така натаму. Што е, бидејќи сте директно вклучени во тој дел, што е она што може да се направи за тие рокови да се скратат и да може помошта на време да стигне? Сега прво ќе кажам за последната донација на болница, кога беше експедитиран директор Кире Јановски. Значи за 4 дена ја реализираја донацијата. Значи може и така. Можело и така. А последната донација, што ја правевме за Старски дом, 25 дена чував товарен камион, не можевме да изваиме од процедури документи. Што беше проблемот? Проблемо, ја дониравме исто како ова сега последнава со забарските машини на локалната самоуправа, пред Нова година беше, и сега не се води рачун на тоа дека веќе донацијата стасала, а случајно Марија ми ја понуди да ја донираме. Ние првен преговаравме да направиме донација за ученичкиот дом, јас преговарав со директорот тогаш, и случајно испадна за Старски дом и велам товараја, че завршиме работа ние овде со локалциве наши, за поскори процедури, треба пример да се поднеси на седница на собрание, Така, за да се дека одобри. примат донација. Па после на таа седница ќе се договарат, не знам како му одат процедурите, па треба да се чека нова седница по 2 недели, па трета по 2 недели и Така роковите се одолговлекуваат. роковите се одолговлекуваат и на крај, ако ќе дојде и моментот да се оди во министерствава, таму министри Се менуваат. се менуваат. И треба да се биде малци упорен. Јас, пошто не само што сум упорен, малци досаден сум, така да се има проблеми. Имав една донација и од едни пријатели од Швајцарија, кој беше ковида, па морав да му звонам на тогашниот директор на царина, па на тогашниот министер, па ме прашуваја за кого се работи. Ја му велам за болница во Прилеп се работи. Тие мислеле дека за приватна фирма се работи. Ако се работи за приватна фирма, дозволи добиват Многу подоцна. да не прамуваме. Така. Повелете. Не. Она што сакав да ве запрашам е следно. Значи, вие делувате повеќе од 2 децении во областа на добротворното работење, бидејќи сепак е ова работа. Станува збор за процедури кои што треба да се запазат. Колку сте вие задоволни, колку сте исполнети од она што го правите? Што ви значи тоа во вашиот живот? И верувам дека покрај вие двајцата вклучени можеби се и дел од вашето пошироко семејство. Да. Да речам, нашите синови се многу заангажирани и не следат и се гордеат со нас, дека имаме вакви успеси постигнато. Јас и Тумас претежно, ние сме пензионери и претежно ние ова го работиме ради тоа што чувствуваме дека правиме добрини или како да речам дека ние сакаме вистина колку што може да поможиме без разлика дека не сме тука жители надвор сме од Македонија и ама
тоа нас не исполнува. Сношти, право да ви кажам, кога ми ја доделија наградата 3 ноемвриска, бев толку радосна, во душевно бев радосна, ради тоа што тоа е за нас многу не исполнува нас тоа. И многу благодарам за се прилепи општината и директорот болницата, господино Кире Јоновски, што не предложи, значи, тоа нас не исполнува. Јас ве читам вашата скромност, вие се заблагодарувате, а благодарноста треба од нас да биде кон вас, но ајде, јас гледам какви луѓе сте и со кого ние си имаме работа. Ви благодариме за се оно што го дарувавте кај нас, што го доносавте. Јас би рекла, навистина, кога станува збор за процедури, тоа се судни маки, знам Пајо на какви маки бил, но се надевам дека оваа врска шведско, битолско, македонско, прилепска нема да прекине, туку ќе се надоградува, бидејќи секогаш треба помош не само во опрема и во материјали. И зборот е помош кога ќе се каже, заради тоа што на секој човек му треба подкрепа во овие тешки времиња во кои што денес живееме. Точно така е. И јас морам да речам за нас, нашата идеална работа со нашата невладина организација Антеан е многу ние имаме најголема потреба од луѓе што се на раководно место во оваа држава да ни подат рака и да се реализираат дефинитивно нашите проекти. Доколку ја имаме таа бариера и да не можеме ние да ја спроведиме, значи, донацијата, ако нас ни треба 4 часа во Шведска, за да, значи, и со документација, и со, да речеме, со премите, овде нас, како Пајо што спомна, ни треба многу денови, треба нови врати да отвараме, и тоа ни е нас тоа е најтешко за нас, ама не се предаваме уште, така е Томас. Сигурно. Јас се надевам дека нема да се предавате, а ние како новинари, ја ви зборувам во името на сите прилепски новинари, ви подаваме рака за да можеме да соработуваме, за да бидете во однос на вашата работа што повидливи, бидејќи на таков начин и оние кои што работат во однос на процедурите ќе ги скратат тие процедури за да може помошта да стигне што посовремено. Благодарам. Повели Пајо. Јас сакам да ги поздравам фирмата Медитех сега што ни излезе во сусрет, затоа што бакшиш не ги монтира машините. Една монтажа за машина е многу пари. Браво, Во Скопје шпедициве што работам на Вашпет, никој пари не ни изеде. Во царински склад стоеше работа скоро месец дена, 1 денар не ни задаја. Јас се разбира, работам бакшиш, ме прашуват низ прилепки, зна колку ти плаќаш швеđанина. Јас со джеб давам, 1 евро не сум зел. Ни излегоја во сусрет од Скопје, ни ја донесоја работа од В Рауте, фирмава транспортна од Прилеп, таа е паралелна на Витаминка од Прилеп. Значи секаде каде што се обраќам, сите работат бакшиш. Како што идеално, да. Марија донира, така ние се трудиме, од джеб даваме да средиме работи. Имавме мал проблем сега со малце се кајнив по комплицирани работите, мислам по машините се посовремени. И правев во држачи за рефлекторите, оти тие беа тавански, кај нас тавани не. Да, за опремата што беше донирана вчера. Беше донирана и малце заради тоа ги закаснивме тие 4 машини, тоа сега че требаше намонтирани да видат. И вчера ето имавме прилика, првата се намонтира, сета се преврзуваше, Владко од Медитех една недела работеше. Значи, благодарност до сите, сега не да испадне Пајо, добри овие, да не ги спомнам никој. Така да, секаде кај што сум се обратил, сите ни помогна. Значи, никој
Браво. не бара пари. Не вистина. Да му појаснам на нашите сограѓани, Браво. што мислат многу пари правиме од швеđаниве, да му биде јасно дека ова сето го работиме од срце, јас и сопругата, €1 немаме земено за сите донации, тие знаат какви проблеми имаја во Битола на царина, па да не сакам да спомнам Важно се се. среди. Да. Томас, имаш Ја- нешто? Да, повеќе. Јас сакам да кажам исто како Пају спорува сега. И многу пати работиме и нешто како чуда дојде и некој ќе поможе без ништо. И така многу пати дојде. Некој друг беше поможе во Битола, некој во Штип и луѓето прв пат гледаме, овие само слушате, има еден Да. донација и овие многу поможе и така вистински Се така. сложуваат коцки. Да, и не никогаш бара нешто и од човек ти мисли ќе сврши, друг ќе биде таму. Тој и така вистина е нешто фантастиска. Јас сакам да кажам за донација е многу важно да знаеме кај да пуштиме и како потреба е. И наши донација и наши донатори работиме најважно е никогаш дава за приватни Така. фирми. Во лекар или доктори или нешто приватно. Не, никогаш. Ова ќе биде за државни општини, така е. И многу ретко да правиме за специјални дома, за некој мора да биде вистински, има документација, е потреба да не оди во некој друг. Во приватни раце да не оди. Да. Не. Да биде за јавно добро. Да, Точно, и да. може да добие во дома за некој. Од болниците ќе имат овие апаратите или кревет или како е, и Така. овие имат Се потпиш. знае потврда. Да, потврда, Так, да. так. И ова е многу важно. Луѓето не правиме бизниса ништо. Беше една дискусија за овие, како се вика овие мотори сега. Пермобили. Пермобил беше. И исто така. Јас и Марија или некој друг никогаш рече тој или таја ќе има. Ќе прашаме болницата, ќе прашаме општинството и тој потреба. И од Вистинскиот човек да ја добие помошта. Точно Така. така, да. На крајот јас ви се заблагодарувам, ако имаш нешто па можеш да додадеш. Сакам да кажам како анекдота е за последнава донација за во болницата со Кире Јановски бевме во пицерија и му велам, тогаш стана директор, да не сакаш му велам нешто, имаме непријатели од Шведска да ти донираме нешто. Значи така дојде муабетот. Беше многу касно, 11 сата. Јас задзвонив на Марија, пошто ние сме многу блиски. Нормално ми крена телефон. И му велам вака и вака, имаме едно златно дете, директор на болница, дали се што треба, вика, помагаме. И Така беше. И така почна се. и прилепскиот муабет. Значи, сите работи се дешаваат в кафана испадна. И така испадна сето, добро, одлично, презадоволни од последнава донација од апаратот што го донираа во болницата во ортопедија. Случајно дури беа тука во август месец, испаднаа за барските машини Да. и со рецет. Значи, да, рековме коцките сами си се сложуваат. Точно така. Јас верувам дека овој мозаик ќе биде многу богат, бидејќи навистина ние сме расположени да соработуваме како прилепчани, како македонци, да биде се според процедури, што е можно поскоро да се завршуваат тие процедури, а вие да ни помагате бидејќи и организацијата така се вика, нели, рака со рака. Да, точно. Ако нема подадена рака, нема ништо, тоа така функционира секогаш и така и ќе остане. Точно така. Ви благодарам многу за вашето гостување, за наградата која што ја добивте. Се надевам дека уште многу признанија ќе има за вашата организација и за вас лично, кои што ќе го красат делото кое што го правите. Ви благодарам за поканата, со големо задоволство. Сакаме да присуствуваме и сакавме да присуствуваме и понатаму со вас да имаме соработка и да правиме се доброто, се добро да правиме за општеството заедно. Така. Благодарам уште еднаш на сите. Благодарам.
Радио Пела, најдоброто во Македонија. Секогаш хитови, секогаш добра музика. 7 дена во неделата, секогаш на врвот. Слушајте не, Радио Пела носи радост и љубов.